Во обид да го заживее домашното производство, американскиот претседател Џо Бајден објави дека во видува драстично зголемување на царините за кинеските електрични возила. Од Вашингтон се јавува Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, што опфаќа пакетот на Бајден? Сунчица, добро вечер од Вашингтон. Бајден рече дека царините за кинеските електрични возила ќе се зголемат за 4 пати до 100%. Увозот на соларни ќели и полупроводници од Кина ќе биде предмет на царина од 50%, двојно повеќе од сегашната стапка. Стапката на одреден увоз на челик и алуминиум ќе се зголеми на 25%, повеќе од тројно од сегашното ниво, рече Бајден. Зголемувањето на царините ќе опфати 18 милиарди долари од кинески производи. Новите стапки за царинење на електрични возила, челик, алуминиум и соларни ќелии ќе се применуваат од оваа година, а на чиповите во наредната година. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од изјавата на претседателот Бајден. Америка може да продолжи да купува. Американците може да купат секаков вид автомобил што го сакаат, без разлика дали е на газ, електричен или хибриден. Но никогаш нема да дозволиме Кина неправедно да го контролира пазарот за овие автомобили. Следно ќе ги зголемиме царините на кинеските соларни панели од 25 на 50%, затоа што кинеската влада го субвенционира вишокот капацитет. Го преплавуваат пазарот. Тие ги бркаат производствените компании во Европа, но нема да дозволиме тоа да се случи овде во Америка. Мартин, какви се реакциите од Кина на ваквата одлука? Сунчица, Кина рече дека ваквиот потек сериозно ќе влијае на атмосферата на билатералната соработка. САД во суштина го користат наративот прекумерен капацитет за да ги фрлат на колена силните индустрии на другите земји, практикувајќи протекционизми, ги газат пазарните принципи и меѓународните трговски правила во име на лојалната конкуренција. Ова не е ништо друго, освен малтретирање, реагира од Кинеското министерство за надворешни работи. Во продолжение да ја чуеме и изјавата на портпаролот Ванг Венбин. Она што сакаме да ви го кажеме е дека Кина секогаш се спротивставува на едностраните зголемување на царините, што ги прекршуваат правилата за трговија меѓу нациите, и ќе ги преземеме сите неопходни мерки за да ги заштити своите легитимни права и интереси. Инаку Сунчица, американски и кинески представници зад затворени врати во Швајцарија вчера ги започнаа разговорите за безбедносните грижи за вештачката интелигенција. Американските власти рекоа дека разговорите во Женева нема да ја отварат вратата на Кина да влијае на технолошката политика. Представници од двете земји ќе разговараат за начините за намалување на опасностите поврзани со вештачката интелигенција. Студио? Благодарам, Мартин. Мартин Николовски се јави од Вашингтон од Гласот на Америка. Уште